Добро вечер, почитувани. Го следите отвореното студио на Еден телевизија. Јас сум Јадранка Костова, уредник или домаќин во овој вечерен дел од програмата, а мој гостин во овој дел е Мухамед Зекири, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз и пратеник од оваа партија во законодавниот дом. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер. Да, јас во најавата реков, која одеше по попладневниве часови, дека избрав две теми за разговор, а тоа е битката против корупцијата и вториот дел околу комбинаториките за претседателските избори, бидејќи секој ден станува се поинтересно на тој план. Сега, ти си председавач, не знам дали ќе погодам сега, председавач на комисијата која треба да предложи Комисијата за селектирање на кандидати за антикорупцијска комисија, а вие ќе ги предложите на комисијата за избори и именување на собранието. Многу комплицирано. Да. Малце е комплицирано, ова е прв пат на ваков начин да се бираат членови на државната антикорупцијска комисија. Ова го направивме со цел да биде потранспарентно, да нема сомнежи во изборот на кандидатите и конечно да се професионализира таа институција и да биде на висина на задачата. Да, но од 7 члена на оваа комисија, 4 сте од представници, пратеници од собранието, од политичките партии, тројца малцинството е од надвор. Сите сме од различни политички партии, не значи дека ние си делиме исти ставови, секој глас важи подеднакво во таа комисија. И интервјуата со кандидатите ќе бидат транспарентни, јавноста ќе може да ги види и ќе процени дали сме ја донеле вистинската одлука. Ова е стварно малце неблагодарна задача која што ја имаме, но е крајно одговорна и ќе треба да бидеме на висина на задачата и не сакаме да оставиме никаков сомнеж во овој процес и да се изберат најдобрите можни кандидати за антикорупција. Тие што отпадна, вчера беше соопштено дека отпадна дел од пријавените. Тоа се од некакви пропусти во апликациите. Да објасниме за јавноста. Вчера имавме првиот состанок, денеска вториот состанок на членовите на комисијата за селектирање на кандидатите. Вчера по основ на некомплетни документи и по основ на несоодветно образование беа елиминирани 22 кандидати. Тоа несоодветно образование што значи средно образование или високото образование? Високото образование не е соодветно на огласот на тоа што се бара. А огласот бара правен, економски и имавме на пример пријавено кандидати со книжевност, имавме кандидати со царина и слични. Значи со царина и ова отпаѓаат? Да. Тие отпаѓаат затоа што немаат соодветно. Тоа го предвидува законот и ние сакавме стриктно да се придржуваме кон законските одредби. Тука немавте разногласие? Не, апсолутно. Сите одлуки што ги донесовме до сега, сите се едногласни. Поединечно гласавме за секој кандидат кој што помина во втората фаза, односно во фазата на интервјуа. Вкупно се 57 кандидати, кои што од недела ќе почнеме да ги интервјуираме во собрание. Тоа ќе има директен пренос, колку што знам? Директен пренос нема да има, но ќе биде отворена за јавноста, ќе се снимаат седниците. Решивме да идат снимки од како ќе ги завршиме сите кандидати, за да не дадеме предност на кандидатите кои што покасно ќе бидат интервјуирани. Идеме по азвучен ред. Ако почнат да ги гледат, ќе разберат кои се прашањата у суштина. Доле и тоа ни беше по тој принцип се водевме и рековме ќе бидат снимени и ќе бидат пуштени веднаш кога ќе завршат сите кандидати, ќе бидат пуштени во собранискиот канал и јавноста ќе може да гледа. Иако јавноста ќе има увид и ќе можат и новинарите да следат и да снимаат и да поставуваат прашања на кандидатите. Велат дека досега има најмногу пријавени кандидати. Да, значи вкупно беа пријавени 80 кандидати, отпаднаа 22 плюс 1 кој што сам си се повлече. Не било никогаш вака. Ние имавме претходно еден друг конкурс кој што го поништивме. Тогаш се пријавија многу мал број на кандидати. Сега во вториот обид се 80 рековме дека се пријавени, а 57 ќе идат на интервју. Антикорупцијската комисија последните неколку години, 6-7, како да кажам, и не ја чувствувавме дека функционира, односно немаше никаков ефект затоа што царуваше корупцијата. Станавме заробена држава. Последниве, не знам, месеци или колку, таа и остана само, бидејќи поднесоа оставки, остана само со двајца. Јас дури еднаш овде водевме дебата, ни треба ли воопшто антикорупцијска комисија? Не, ваква како што имавме до сега, апсолутно не ни треба.
Ни треба професионална која што ќе се врши задачата. Они мора да бидат коректор на секоја власт и на сите институции во државата. И затоа заеднички ние прифативме и кога го носевме законот 21 амандман кои што беа предложени од опозицијата. И ги прифативме за да се подобри законското решение и да не се чувствува дека ние носиме закон кој што ќе биде само за доброто на власта. Не, ние сакаме да носиме закони кои што ќе бидат за доброто на граѓаните и таа антикорупцијска комисија да почне да функционира како што треба. Така, но таа треба нареднава недела веќе на кај 8 или како е пред да се роковите се кратки и не сакаме да оставиме простор да влеземе во председателска кампања, да има избори, а да немаме антикорупцијска. И затоа се скусени роковите и сакаме пред распишување на изборите да ја избереме антикорупцијска, но без разлика подобро е да ја има, да почнат да работат, отколку да ја нема воопшто. Они ќе имаат просто секако ќе им треба време да се запознаат и додека се уходаат во работата, но секако они процесите може да ги почнат да работат. Добро, да видиме. Да. Нека бидат избрани, па ќе оценуваме нивната работа. Но еве дојде извештајот на Transparency International, кој поразително е дека Македонија заедно со Косово и Албанија се најкорумпираните земји на Балканот. 2018 е веќе година кога Социјалдемократскиот сојуз во коалиција со другите партии има власта. Апсолутно нема ефектни антикорупцијска немавме. И од кога ние сме на власт, немавме и претходно имаме обвинителство, имаме судови. Значи го имаме Врховниот суд кој му зададе тоа покажува дека ни се најтежок удар на специјалното јавно обвинителство. Тука нема дилеми. Тука се согласуваме во таа работа апсолутно. Збориме за антикорупција, ние сме таму кај што сме не затоа што некој за инет нима ставен. Туку затоа што ги гледал состојбите какви се кај нас. И затоа ние сега донесовме ново законско решение. Сакаме да избереме вистинска антикорупцијска комисија која што ќе работи и ќе биде ефикасна и ќе биде коректор на сите од извршната власт и на останатите институции. Сега нема податоци дали и амнестијата за 27 придонела за ваква состојба? Ја не ги знам лично кои параметри они ги земале во предвид кога ја носеле таа одлука, односно рангирање на нашата земја, но секако пак ќе кажам, ние не сме таму затоа што некој не мрази или не ставил за инет, туку затоа што гледале нешто што се случува овде. Така обично реагира од партијата на Груевски кога Македонија беше ставана во нивно време, напаѓа, го убива гласникот, да речам. Не, значи ние немаме намера да го убиваме, туку само гледаме како се е тоа добронамерно за ние да ги подобриме ситуациите и да се вложиме, да работиме интензивно и сето тоа да се подобри и наредната година се надеваме дека ќе излеземе од тоа рангирање. Граѓаните се разочарани дека паролата на револуцијата шарена беше нема правда, нема мир, па и на партијата на кои припаѓате. Сега излегува, едни се амнестирани. Со овој начелен став на Врховниот суд, уште дузина предмети ќе отидат во аут, излегува дека крупниот криминал овде со разни правни шеми и судиски шеми останува амнестиран, за разлика од оној, сега веќе стана често се употребува со оној што продава марули на погрешно место или украл кебапчиња. Не, јас Што како партија, како подпредседател сметате дека треба да се преземе малку порадикално? Тоа што зависи од нас ние преземаме. Ние немаме механизам да влијаеме во Врховниот суд, да им кажеме вака да правите или онака да правите. Сега ги гледаме и сите реакции. Не може нивното мислење да биде над законите, над уставот и со едно нивно мислење да се укинат процеси кои што ги има почнато специјалното јавно обвинителство. Сега има и други опции во можност и основното јавно обвинителство да ги превземе или да се преиначи нивната одлука, да има толкување на нивната одлука во собранието. Колегата Саша Ордановски во една колумна денеска прашува зошто вие сега во собранието не побарате автентично толкување на законот за специјално јавно обвинителство. Тоа се случи вчера. Ние ги гледаме сите опции и можности кои се за да помогнеме во овој процес да нема застој, односно да не се прекинат и да има во јавноста такво мислење како што преовладува, како што викате вие, се што е крупен криминал да биде Да, ама разговаравте ли за ова за автентично толкување на законот за СЈО во собранието?
Тоа 2011 ВМРО и ДУИ го изведоа со предметите што ги врати ХАК за цивилните воени злосторства, преку автентично толкување. Кажувам, јас лично немав можност, јас со овие 2 дена сум преокупиран со работата во комисијата, но секако ме праша и на пресконференцијата денеска и реков сите работи ние ќе ги анализираме и ќе донесеме одлука што е можно побрзо за да се помогне на овој процес. Така, за да се променат и ваквите податоци, което е перцепција, но сепак мислам дека и реално ги прикажува. Значи, се тоа што ова брзање е врзано со председателските избори, како што рековме, но сакам да ми одгатнете еден феномен, а тоа е феноменот на Демократската унија за интеграција. Тоа е партија во регионот, ако земеме, која веќе 17 години партија на власт. Денеска или вчера во Фокус баш разговаравме, само партијата на Мило Ѓукановиќ е подолго. Таа, ако се земат податоците за судски процес или обвиненија и слично, наспроти социјалдемократите или ВМРО ДПМН, излегува дека е најчесната партија во регионот. За жал, таа перцепција преовладува во јавноста, но реалноста не е таква. И затоа треба да се дозволи на судските власти да си ги тераат своите процеси. Сепак има и нивни луѓе кои што се под истрага на специјалното јавно обвинителство. Не дека они се најчесните во Македонија, во оваа држава, точно дека се најдолго на власт од било која друга политичка партија, но затоа имаат и секој ден губат многу од својот рейтинг. А ако се навратиме наназад, 2016 пред тие избори они имаа 153.000 гласа, имаа 20 пратеници, со изборите 2016 година 50% од електоратот го изгубија и изгубија 10 пратеници. Во моментов се со 10 пратеници. Ама беа фактор за формирање. Апсолутно, тука не може да се каже дека не беа фактор. Владата ја прават бројките и тука нема дилеми. Но покажува дека луѓето се тие кои што ги ценат. И иако се они толку време на власт, они изгубија. Ниту една политичка партија никогаш во историјата на Македонија нема изгубено 50% од своите гласови да падне на половина од тоа. Но не знаеме натака како ќе се одвиваат. Но тука според мене лежи одговорот дека во регионов, па и во некои европски земји, никој кривично не одговара додека е дел од власта. Одговараат кога ќе станат бивши министри, функционери и слично. Значи, тоа не треба така да биде. Сепак ние уапсивме и наши градоначалници. Да, но како може да се зборува за... Има процеси против наши луѓе. Значи, таа перцепција ние ја менјаме. Не можеме да дозволиме да кажеме дека ако си на власт си недопирлив. Дека си над законот. Но и тие работи ние ги менуваме. Овие неполни 2 години колку што сме на власт сме покажале дека и кон наши функционери се превземаат конкретни чекори, односно се постапува. Но завршува на ниво на градоначалник. Не, сега видите, порано немало ни градоначалник, ако така се навеќе. Имало? Еден од ВМРО ДПМН. Ама ние ги тераме работите не да се продолжи по тој принцип како што било порано. Можно ли е да се зборува дека нели таа влада на Груевски била корумпирана, тендерска и слично, а да се гонат само функционери од ВМРО ДПМН од тој период? Апсолутно тоа не е логично, според мен. Како ги толкувате реакциите по изјавата на министерката Мила Царовска за скандалот дека од фондот од ПИОМ не биле префрлани пари во вториот пензиски фонд и потоа реакцијата што дојде од ДУИ, од преку портпаролот Бујар Османи, на кој министер во владата, кај што се закани со тужби, бара извинување и слично. Значи, самата реакција покажува дека очигледно не име се едно. Јавноста знае дека со ПИОМ години наназад, ако не повеќе од 10 години, раководи ДУИ и нивни кадри. И затоа е почната истрага. И затоа и основното јавно обвинителство отвори. Затоа и Мила Царовска како министер наш, а претходно и во пржинската влада колешката Фросина Ременски исто која што беше министер за труд и социјал им алармираше за дека има злоупотреби во пензискиот фонд. Нека покаже истрагата кој е виновен и што се случувало. Не може да се каже дека сите се невини, односно од ДУИ се невини во однос
на таа злоупотреба што била таму. Основното јавно обвинителство си отвори истрага, нек си каже на крај кој и во чие време е направено и мора некој да одговара за таа работа. Тоа не е мала работа. Така, постојано од ДУИ партијата во јавноста дава изјави нели за заеднички кандидат од коалицијата на власт и сега наеднаш дојде ставот на нели како им се вика централно председателство, каде што сега одлучуваат да одат со свој кандидат. Значи прво има ова врска нешто со овој спор што настана со Не, мислам дека нема врска со тоа. ДУИ мора прецизно да ги слушаме изјавите нивни. Ја денеска исто така спомнав, нивната изјава беше дека они донеле одлука да идат со свој кандидат, но ги оставиле отворени можностите. Втората можност им беше повикот од другите албански политички партии заедно да излезат со еден кандидат, што им беше одбиено од албанската опозиција. И третата можност им е да разговараат, да поддржат евентуално кандидат кој што ќе произлезе од Социјалдемократскиот сојуз. Што е најреално според вас да се случи? Луѓето на претходните председателски избори, кога они ги бойкотираа и тогаш под превеза дека бараат консенсуален председател и затоа што не нашле заеднички јазик со ВМРО повика на бойкот и мислам дека луѓето повеќе не веруваат на такви изговори и нема да се случи тоа што се случи во времето кога Ѓорѓи Иванов беше избран поради бойкотот од ДУИ. Да, ма он доби албански гласови. Они, односно ДУИ, дадоа огромен придонес за Ѓорѓи Иванов да ни биде председател и во втор мандат и тоа не може никој да го спори. Делот нив можеби скришум, тогаш и ДП на Мендук Тачи му даде поддршка на Ѓорѓи Иванов и доби дел од албански гласови, но тоа не беа многу гласови, неколку илјади. Но сепак ги доби он избран за председател. И затоа викам дека луѓето више, и ако некој ги повика на нешто поинаку, нема да се прозват на таква нешто. А што ако Алијансата излезе со едното крило од БЕС со свој кандидат, дали ДУИ ќе излезе со свој? Тоа ќе треба да ги прашате ДУИ, но мислам дека е... Јас го барав Артан Груби, не ми ни одговори, јас сака вечер Добро е да има политичките партии кандидат и секако ова е поле за натпревар и да се видат кој каде е. Ако Села и Касами се зборува исто тоа што успевам и ја да читам во јавноста, како што чита и јавноста, нека разговараат за можно заедно да излезат со председателски кандидат. ДУИ имат одлука каква што има, дали ќе решат на крај да излезат, дали ќе поддржат кандидат кој што ќе го номинираме ние како Социјалдемократски сојуз и ќе се консултираат за да дадат поддршка или не, останува да видиме во следниот период. Така, што прави Социјалдемократскиот сојуз? До кај сте вие со нели целава процедура околу избор на кандидат за председател, значи, кој ќе треба на 3 март, колку што знам. Да, ние минатата недела одржавме извршен и централен одбор и ги почнавме постапките за избор на кандидат за председател. Нашиот лидер во едно од последните интервјуа спомна јавно дека има десетина кандидати кои што ќе бидат испитани кај граѓаните. Тоа е преку анкети или по партиски тела? Тоа е преку анкети, не е во партиски тела, затоа што нас не ни е потребен председателски кандидат кој што му се допаѓа само на лидерот на партијата. Или само на Заев, или само на Ахмети, или само на третиот или четвртиот, не знам што. Нас ни треба кандидат кој што ќе биде прифатлив од граѓаните. И затоа испитуваме на терен преку анкети да видиме кој од тие стои и ја ужива најголемата поддршка кај граѓаните. Се надеваме дека првичните анкети што ги имаме нарачено ќе стигнат во теков на наредната недела и ќе седнеме, ќе ги проанализираме истите и после тоа ќе се затесни кругот на кандидатите и ќе продолжи процедурата. Став, например, се вртат имињата на Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Стево Пендаровски, се спомнуваше нели и Денко Малески и слично. Кој е твојот личен став? Значи, мојот личен став е стварно дека треба да избереме човек, а сите овие кои што ги спомнавте ги исполнуваат условите да бидат луѓе кои што ќе ги представуваат граѓаните на Република Македонија на достоинствен начин
и сепак треба да биде, реков, кандидат кој ќе биде прифатлив од пошироката јавност. Тоа ќе ни го покажат анкетите и ние ќе го поддржиме тој кандидат и заедно на терен ќе излеземе и ќе ја бараме поддршката на граѓаните. Но тројца од нив, например, се министри веќе во актуелнава влада. Би правеле такви рокади, да речеме, во овој момент? Ако луѓето, граѓаните го сакаат тој кандидат, без разлика дали е министер или на друга позиција, ние ќе дадеме поддршка на тој кандидат. Добро, на кој што граѓаните. Шекеринска, Спасовски се исто во истата партија, Димитров и Пендаровски не се членови на СДСМ, кој според вас би прифатлив? И Димитров, и Стево, Пендаровски се во дел од анкетите, има и останати луѓе кои што не се дел, кои не се. Не сакам ја тука сега да зазивам страна, ово е подобар од другиот. Секој си ги има своите квалитети и предности и мислам дека било кој од нив ќе биде кандидат, односно председател иден на државата кој што ќе ги представува сите граѓани на земјата. Очекувате да се постигне цензусот од излесно од 40% над? Ја очекувам, секако очекувам, дури ВМРО ДПМН, иако некој зборува дека можно е во вториот круг да има тивок бойкот од нивна страна, јавните настапи нивни сите се дека они ќе учествуваат до крај во трката за председател на државата. Ако земеме во предвид дека и во референдумот кој што не беше постигнат цензус од 40%, беа 36% и не знам колку, има можност да се добие, зашто ќе бидат помотивирани граѓаните да излезат, иако знаеме дека дел не излегува, тогаш поради чувствителноста на прашањето и сега не верувам дека ќе имаме проблем да се постигне цензусот од 40%. Ке зависи кој ќе биде кандидат на СДСМ наспроти изборот во ВМРО ДПМН, бидејќи денеска таму кажаа дека досега имаат 6 кандидатури, може би и по пошта уште некоја. Мислам дека нема да зависи нивниот кандидат, апсолутно нема да зависи кој ќе биде нашиот против кандидат, било кој да они одберат од тие што ги имаат во опција. Нашиот кандидат, пак кажувам и ќе повторам дека ќе зависи од поддршката на граѓаните. Кој ќе има поголемата поддршка, секако ќе се прават и други анкети од како ќе се објават имињата на кандидатите, да се споредат кој со кого, како подобро стои во јавност, се прават и такви мерења на рейтинзи и по тоа ќе се водиме сега. Дали дефинитивно се откажавте од предвремени парламентарни избори? Значи, одлуката се уште не е донесена конечна. Централниот одбор донесе одлука тоа да го задолжи извршниот одбор на партијата за да донесеме одлука. Уште не сме се собрале да донесеме конечната одлука. Јавноста знае дека има различни ставови во Социјалдемократскиот сојуз. Некои се да има и предвремени, дел се да нема. Секоја страна си има своји аргументи. Ја можам да си го кажам, личниот мој став е дека нема потреба од предвремени парламентарни избори, поради тоа што ја ризикуваме поканата за почеток на преговорите со Европската Унија, ќе запрат процесите. Ние најавивме економска офанзива во оваа година, секако и тоа нема да биде можно доколку идеме во парламентарни предвремени избори и мислам треба да се фокусираме, да работиме кон тие наши цели и ние не размислуваме теснопартиски. Теснопартиски ако размислуваме, би требало да идеме и да добиеме уште нов 4-годишен мандат, немаме дилеми дека би победиле на наредни парламентарни избори, но размислуваме државнички, размислуваме за доброто на граѓаните, размислуваме за доброто на државата. Тоа секоја партија го велат. Значи не го велат затоа што другите партии покажале дека не го прават тоа. Не размислуваат државнички и намерно работеа да државата не успее и да остане изолирана земја. Ако се вратиме наназад, не сакаме и ние да личиме како ВМРО ДПМН на секои 2 години да имаме избори. Има ли тука меѓународниот фактор влијание, затоа што според моите сознанија
сметаат дека не треба да се оди на... Значи, ја ги кажав моите аргументи зошто не би требало да одиме. Секако дел се слични аргументи од страна тоа што успеваме да слушаме во јавноста како стави од меѓународната заедница и апсолутно тие не ни мислат лошо. Тие не мислат добро. И ние зошто да ризикуваме нешто што ќе биде добро за целата земја и за граѓаните. Да добиеме покана за почеток на преговорите со Европската унија, да почне економски да заживува земјата и тоа е придобивка за сите граѓани. Нема да биде придобивка, ако повторно ќе се навратам, ако размислуваме тесно партиски, ние треба да идеме на избори, ќе се вдоиме уште 4 наредни години по институции. А сигурни сте дека повторно ќе имате мнозинство? Апсолутно, немаме дилеми. Сигурни сте дека доколку сте со ВМРО, тука негде пата нема дуи да оди во коалиција со ВМРО до Значи, секој си има право да си донесе собствена одлука кој со кого ќе оди, но ние сме сигурни дека на наредни избори ќе победиме и не може некој друг да... За парламентарни говорите? За парламентарни и за председателски секако. А председателските избори може да се претпостави дека ќе доминира полемиката и кампањата за големите предавства на власта, за договорот од Преспа, законот за јазици, договорот со Бугарија, значи ќе се пребројуваат патриоти и предавници. Значи мислам дека тоа време на пребројување е поминато. Тие што сака да се пребројуваме треба да понудат алтернатива. Ниту за време на референдумот, ниту за време на целиот овој процес они не понуди алтернатива. Која е алтернативата за Македонија? Која беше алтернативата за Македонија? Или која е алтернативата од сега па натака за Македонија? Го слушавме лидерот на ВМРО ДПМН во едно од неговите интервјуа последни, спомна дека он има начин како да го подобри договорот. Како ќе го подобри? Кој договор ќе го подобри? Со кого ќе преговара? Кога се е донесено како одлука? Например, лидерот на грчката опозиција Мицотакис кажа дека договорот ќе остане и доколку неа демократија дојде на власт. Апсолутно. Он кажа, он треба да каже, не, он требал да дојде, па после ќе ни објасни. Нема начин како тоа да го направи. Со која албанска политичка партија он ќе најде сојузник за да го смени тој договор? Па никогаш не се знае. Со кого? Од каде ќе има он 80 пратеници? А кој подобро? Значи на кој начин он ќе може тоа да го направи? Нема опција, нема начин тоа да го направи. Тоа се само популистички изјави нивни и кои што сакаат да продолжат по тој терк да не делат по патриоти и предавници. Твоите проценти се дека дуи повторно на парламентарни избори ќе има мнозинство? Јас не верувам. Не сум убеден во тоа. Кај албанските политички партии? Ја не сум убеден во тоа. Па добре, во Мицковски веќе има во некои општини соработка со Алијансата на албанците. Нема никаде. Имаше еден обид, но тоа беше на лично ниво во Дебар. Во Дебар секако имаше, но тоа не е соработка меѓу ВМРО ДПМН и Алијанса. Алијанса никош не изјавиле дека ќе соработуваат со ВМРО ДПМН. Они на локално ниво други се релациите и интересите се потесни на граѓаните и секако советниците си носат одлука врз основа на тоа што им се случува таму во таа општина. И мислам дека тешко име на ВМРО ДПМН да се пробијат. Замислете, вчера направија и друг потек кој што не води кон насока на зближување кон албанските гласачи и кон албанските граѓани. Да покажат малце големина и да прифатат нешто што е ново. Кога почна Талат Џафери да ја води седницата на албански јазик, они ја напуштија. Дел од пратеничката група начело со координаторот излегува надвор. Што покажува? Но сега има прв пат адут да рече, еве донесен законот нели за езиците. Се деблокира членството во НАТО. Да речем, прв пат има тие адути, оние 10 години со Груевски во власт, може амнестиите да си ги сметаат за некаков прогрес. За кого зборите се? Па за Дуи. За Дуи? Да, нели правивме проценки. Значи, Дуи може... Говорам дека сега ќе речат... Значи, Дуи може... Легитимно е секоја партија да се обиде да покаже дека тоа е по нивна заслуга, но граѓаните знаат да проценат чија заслуга се и договорот од Преспа и законот за јазици. И председателот Заев во интервјуто во една од другите телевизии, албанска телевизија, изјави дека СДСМ, Заев и сите партии коалицијски наши се најзаслужни што тој закон е донесен. И е затворена имплементацијата на Охридскиот рамковен договор. И начинот на кој дел од функционерите од ДУИ сака да го прикажат тоа е многу нападно и невкусно. На невкусен начин го прават тоа. На таков начин само креираш одбивност кај останатиот дел од
граѓаните кои што не припаѓаат на таа етничка заедница. Не може да, например, мене не ми се допадна начинот како координаторот на таа пратеничка група излезе на пресконференција, зборуваше албански и си отиде. Кога пресконференцијата следеа колеги новинари македонци, на кои што он им се обрати, и што сакаш да покажеш? Што сакаш да покажеш? Јазикот служи, јас кажав, јазикот служи да се разбереме меѓу себе. Не служи да се удираме во гради дека јас сум направил нешто и сега ја ќе се однесувам како што јас си сакам. Така. Ние да си го користиме јазикот да се разбереме меѓу себе. И дека секој си има право да си го користи јазикот. Така. Моето последно... Но на тој начин ако се однесуваат или било кој да се однесува, тој губи. Не губи некој друг. Моето последно прашање, како пратеник, колку министрите ви го имаат стравот од пратениците од мнозинството, затоа што секогаш се добива впечатокот дека извршната власт доминира, а дека пратениците се само онака обични гласачи на владините проекти. Сметате ли дека треба да има реконструкција во владата на Заев и дали сите министри испорачуваат добри резултати кои партијата ќе би донеле плюс? Дали треба да има реконструкција, секако треба да реши првиот меѓу еднаквите. Таа тема сега немаме можност временски да ја дискутираме. Секако има министри кои што се поистакнати, кои што работат подобро, има кои што работат послабо, покажуваат резултати и секако првиот меѓу нив треба да го преземе клучниот чекор. Он ги слуша нашите укажувања секако и ги слуша и реакциите и од јавноста за одредени министри како работат и секако ќе се донесе вистинската одлука. Например, за да нема таква перцепција дека ние се гласаме што ќе дојде од владата, има, например, многу се дигна фама во однос на тоа дека ќе се покачат платите на вице-премиерите. Таа точка е на дневен ред на собраниска седница и јавноста треба да знае, јас тоа го обелодени партијата, пратеничката група, го кажав и јас на социјалните мрежи, дека нашата пратеничка група, иако се работи за наши вице-премиери, ќе гласаат против таквата одлука. Така. Тоа беше Мухамед Закири, благодарам што беше гостин во отвореното студио. А ние се гледаме за неколку минути на другата страна, кога стартува Дневникот, Централниот дневник.